пред се идејата, ние ја имавме тај во изборната кампања, и ќе се бориме со сите сили тоа да го оствариме, што им го видивме на граѓаните. Идејата е пред се жителите на општина Центар да се прашаат дали се согласуваат такви хазардни зданија да се изградат во центарот на град Скопје, бидејќи сепак тоа не само што ги засега жителите на Ново Мало, ги засега и сите центарци, така да мислам дека е фер општината и советот да се ги прашаат жителите кои што ги изгласале дали воопшто сакаат такво нешто или не. Шанса за Центар да, ќе потврдам дека безусловно ја поддржуваат оваа иницијатива. Меѓутоа се изненадивме како советничка група од реакциите на другите советнички групи, бидејќи сепак за точката да се стави на дневен ред од 23 советници, 21 гласаа потврдно. Така да сега сме видно изненадени, бидејќи многу од останатите советници генерално го имаат до некаде променато мислењето или не се доволно сигурни во иницијатива, односно во точката на дневен ред не им е јасна, така да ќе идеме на дополнителни образложенија и консултации, ако од наша страна законски е покриено во секоја смисла и имаме доставено образложение до сите советници, но сепак еве има добра волја од градоначалникот, очекуваме кој што предложи да се оствари средба во неговиот кабинет и со комисијата за урбанизам што е под кабинетот на градоначалникот, па сето тоа убаво да го повторно образложиме. Да, сакам да додадам дека сепак ние имаме законско покритие за тоа што го бараме, дека имаме цели тимови што стојат позади ова и го формираат. Значи тука стојат Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување, член 36 став 2, член 38, член 39, член 15 од Деловникот алинеја 4, кај што точно е дефинирано дека Советот како највисок орган на општината има ингеренции да задолжи општината да распише референдум. И тоа нема никаква допирна точка со граѓански иницијативи. Значи советниците како највисоко одлучувачко тело може да ја задолжат општината да распише референдум.